Па тоа е, докторе, сега, нели шанк е шанк? Но ево што ти од шанк. 3, 2, 1. Имам еден голем проблем, ништо се трудимо да направиме хумор, политичари ни га зима хлеб. Тачно. Добре дошли у второ издание на Шанк. И како што обеќамо, ќе има хумор, смеање, добри гости, ама никако политика. Може ги сестимо малце политичари, ама нема да ги спомињамо со име и презиме. И кој друг заслужува да биде втор гост у моја емисија, ако не доктор Мице Дудучки. Добро вечер, докторе. Добро вечер, драги пријатели. Поздрав на сви ваши гледачи, а бога ми слушачи. Ика поздрав не и пошироко. Значи пошироко ми спадам у пошироку родбину. Оние подебели. Докторе, што има ново кај вас, како е у твој бранш збор? У моју браншу е углавном црно, а понекад и бело. Има две опции. Како беше? Голем лист? Повише е црно, а понекад и бело. Да. Како за доктори што има муабет, има две диагнозе. Или ништо не ти е, или не си дошел на време. Од промањето. Па да. Тоа е треќа добра, од промањето ти е. Докторе, ти знам дека можеш најубаво да го објасниш моментално политичко состојба во Македонија последни 30 години. Дали постои некаква стручна диагноза и објаснување за овој све што се дешава уназад 30 години? Па ја, ајде да се пофалу малко на време, док работеше, важеше за доктора Хауса, ма да не взимаш јапчини, не кривише, се криву помалку, пошто сам титаник, имам 2 кила титаниум у себе, али да, и бога ми још од поодавно прашуе се ме често, која е диагноза на нашу државицу, социопатолошка диагноза. И с едну реченицу, кратку реченицу, викам, политичарите со посебни потреби и државата со пречки во развој. Добра диагноза, добра ти е, докторе. Овој затоа зашто ја баш пред да почне емисија покрај овој што се што гледаме последни, па и у кампања, и последни 30 години, доваѓам до заклучок дека ми сме на голем циркус. Медрано беше или не знам како беше. Па у наше време он беше Медрано, да, ја памту дека пред 20 години последен пат беше во Македонија Медрано. Комотно можеме околу граница да ставиме шатори, да бидеме Медрано, затоа зашто имам еден голем проблем, ми што се трудимо да направиме хумор, политичари ни га зима хлеб. Тачно, ама у овој циркус малку кисело се смееме. Да. Па и тоа е некој, знаеш, 30 години га доведева народ да пати, забрави народ да се смее. Ја имаш едну догодовщина која што и ден денеска не може да си го објасни на себе. Сталјам чарапа скината со палац напред. Едини разлог зашто не си отише со девојка у кревет кад те викнала, пошто сцепана чарапа, треба да се собуеш да видиш. Ти, докторе, 100 коментара доле. Нели те срам да се смееш, може да дете нема за хлеб, ти му се смееш на чарапе. Тоа е страшно колку сме доведени до апатија и сме забрали да се смееме. А ти можеш да објасниш колку е добар хумор за нервни живци, што каже Жика. Па прво, смисол за хумор, за сатиру, за сарказам, за музику, уопште духовитост е одлика на интелигентни луѓе. Глупаци од тој бољко не волат. И мислам дека тој што не знае да се смее или што е, како да го кажеме, мргут. Тој имаше, значи Србија имав едно поопшто и у простори имав некако побогат фонд на зборови и имав објаснување. По-специфични, по-селективни и по-адекватни изрази. Мргут. Мргут. Значи кога ти кажеш мргут, ама кад знаеш како било на македонски мргут, докторе? Ни на мртво плаче, ни на живо се. Ама не може да се седам зборбе. Не може да се седам зборбе, каже. Докторе, ти поеш добро? Знам дека свириш, ама знам дека многу добро кажеш вици. Да, ја све виши само од лепото ми ускратил на друго. Лепото не може... Да бие у подрум. Да, кад се делила лепота. Мислам дека не е ни жал ни срам да се спомне дека
имаше добри соработки со Скуманио Селотейп, тој со таа екипа едно со добри твои другари и мислам дека горе по Србија, Врање, Лесковац имасте и добри наступи, сак што поново ги вика стендапи. Да. Тоа давно ја праве смо, па од Ниш на овамо, а и Босанци имаше па Виц Олимпијада, па Лежовска Олимпијада, дружења, незаборавни дружења. Овие од породично благо ни беса пријатели за се, па причаме едну анегдоту, малку мрсничка, ама мој син Теодор Малецак беше таки научарке као Хари Потер, двојник беше таму. И јас се враќам од работу, а овие доаѓав од Врање на денови на комедија, сак што заврши, имаше комедија како снимити порнофилм. И жена у Скопје куде е сестрово, што правите? Јавља се на телефона, ама така и фикс имаше. И јавља се, што правите тано? Па еве, ми смо овамо с екипу како снимити порнофилм. И ја улазам ту и они врањански глумци без Неце Дурги, тако. Измеѓу осталог и Тика Шпиц, Бата Ѓоша покојни, да го споменемо, прекрасан човек. Он изгледа пијаничи, што да ми уопшто у живот не пие. Мачак, Ѓорѓе Цакиć, оне што глумеше Мачак у ресторани, тако. И сега нешто зборим, ствари Теодор беше прводелени, му се баш учеше толку, а држи ga Ѓошо, он има 2 метра, држи ga со другари, с njega, sve kupuje se od njima. I vika, more, uči bre, glupčo, ke ostaneš nepismen, on, more, glupav tato, jebeš učenje, uči, panje bre. Tako je. Pobrati me, ja se ne sekiram za humor u Kumanovo, će ga imate u nastavci. Pa to je nekoja... Беше stvarno prekrasni druženja, toliko spontano, toliko... 4-5 sata traje to, da ne otideš u toaleta, piše ti se, da ne otideš u toalet, ke propuštiš neku sazanciju dobru. Прекрасно беше дружење, за жал нема га више. Нема га више и некако, ама докторе, како млади да не сакав да наследив, да се смеев, да е хумор, значи некако како да изумре, да се насмее човек или да каже шалу, се нешто се сваќа преозбиljно, кажа ги прошли пута, не дај Боже да се закачи с политичари. А на времето имаше и Хихирику, и театарче Лево Ќоше, и еден... Све тоа било израз на дух на еден народ, не уништив, ама сега не е тренд, не е ин, него некако е у запечек, али ја веруј дека и после средни век ќе дојде ренесанса, ќе дојде национализам и просветителство, па може и до хумор ќе дојде. Дали ќе дочека, но не е битно, ама ја мислам дека наше да оставиме еден трак може. У друштво све некако иде у круг, ја. Да, па и мода. Нели, па еве ја порано носе смо вакви панталоне, па после да се онија звонцаре, широки ногавице, па после нормални ногавице, па сега и мене жена вика, па тесни доле. Помладо изгледаш с цигарет панталон. Вика, име упис добавил да се прошвалеришу у 60 години, сега ќе ме гледа некој цигаретке доле. Па за намерно го спомна тој период, пошто знам дека еве цел живот се бавтам со хумор или со комедија. Ја кажу од дете сам гледаја почнувајќи од љубов на селски начин, Шкалја, Бурдуш и тие. Да. Значи тој су биле људи. Не може да докажеме на луѓе дека ми еве што може да ствараме хумор и што се занимаваме со хумор, дека не е толку лесно да седнеш да напишеш, да направиш, да се насмееш, да запамтиш. Хумор е многу озбилна работа. Да. Тој си управо. Не може да ги објасниш дека и за тој си треба дарба, за тој си треба, да не кажу, свет ga гледаш подрукше од нима. Значи гледаш од сваку момент да направиш шалу. Гледаш ga у суштину, а на еден посебан начин кој тера на размишање. Свак виц, свака шала, анегдота, упадица, заскочица, што вика в Срби, носи некој своју поруку и тој поедини луѓе знаат да читат тоа што е иза. Тако е.
Nažalost, većina nema, pa to je njim problem. Pa to je znaš, да се насмееме. Ја кажу и си ги вицеви често за нас, за мој браншо, за полицајско, кад, знаеш, иде полицаец, вози на Кудевелес. И стопира га друг колега од тамо и му вика, господине, вика, зашто не запалисте светло у тунел? Извини, јас сам од Куваново, не знам каде се пали светло. Vika dete na policajca sinče, tato da mi kupiš enciklopediju. No što da ti kupuje? Enciklopediju. Ajde, ne zajebava, ja peški sam išao u školu, tebe ne znam što znači ciklon ovoj. Da ti kupuje enciklopediju. Имаше еден наш политичар, сега некое време за хибридни напади да објасни што. Јас зашто викам, зимам ни га леп докторе, значи на нас, комедијанти, како и да га кажеш, значи хумористи, значи зимам ни га леп дека хибриден напад што е, ишло и на бензин и на струju. Cvetko milicajac iz Vlasotinci zaustavlja, nekoga vika, ovam batče, kaže, će platiš globu. I on, za koje već sve platim globu? Pa kaže, tako, kaže, prolaziš koso ulicu, a treba ga pređeš pod uglom od 100 stepeni. I on, čekaj bre, svele, valjda pod uglom od 90 stepeni. I u stvarno bre, majke mu ga ne bijem, na 100 stepeni voda vriješe. Кога го прашувале на полицајца, дете вика, ајде сега вика да објасниш ти вика на колку врие вода. Ја мислека на 4 учителке. Kad vi беше на 9 или 15 и 13 мај? Сега е 7 мај. 7 мај. Порано беше 13, да. И сега командир доаѓа на полицајци заслужни, дели ги сати, вика, ovija sati ne sa obični, vika, ovija sa water resistant, s njima može da se banjate. Jedan, komandire, da prašima, toplu vodu kude puštamo? Не, има, знаеш, викам дека со тој вици, ама тој со 90% истина. Значи, имам еднога, саке овој година напуни 44 години стаж животен, и еден колега ми се јави, вика, бе, знаеш што ти тамо снимаш, па направи некој форум, вика, смени ги бројке. Како да ги сменам, бе, 44 су? Еј, да, бе. Ова е жива истина. Поздрав до другара, он ке се пронајде кој е. Полицајец кад видее 44 години, покажуваме на сат електронски, вика, бе, колко е сат? Абе, не знам, 2 обрнути столици. Две обрнати столици. Значи, тој не су вицеви, тоа е жива истина. Значи, 90% истина. Докторе, знам дека ти градиш едно убаво здање. Две убави здања, три убави здања. И дали би ми кажа, што уствари е тој? Па вика дека будала и на свадбу се најде работу, а пошто ми имамо некое чешко порекло, тамо од Лужички Срби, од Острову, а мој татко бија неслободен зидар, па и јас сум сега неслободен зидар, не он не е слободни. А пошто се школува по бел свет, измеѓу остало и во Француско, и тамо онија прекрасни дворци, Шато Сирвал де Луар, па ги гледаше тамо, богато убаво направено, меѓутоа викам, а што ја не би могла тако да направам? Па почна камен да се дејкам и остои негде 250.000 угради. Ке биде некој еден е дечи центар, друг ќе биде за селски здравствен туризам, трети е за геријатриски центар, четврти за рекреативну психотерапiju, социотерапiju деца и омладинци. Идеја постои, а полека време ќе покаже, ќе се искристализира што ќе треба. Важно да остане нешто и за нас. Па тој ми е и циль, например, еве, се ова што го правиме да стане нешто да оставиме поза луѓе, некој трак, трак да ставаме. И духовен и у материјален смисол. Да. Тоа е лична карта и слика и биографија на човека. Када збору биографија, она е резултанта од живот. Што смо оставили за нас? Не е примерно материјално, него примерно и васпитање кроз деца, и кроз генерација, и вредности, и систем на вредности и остало, што за жале сега е малко извитоперен, ја викам перверзан систем на вредности, ама ќе дојде време. Оптимиста сум. Пошто не сум добро информиран. За оптимист и за песимист сум многу јам добар виц, само може да ga чуе, пошто нема шанса ти да не ga знаеш виц. Али иде човек каде доктора и чита песимиста и улаза. Докторе, чука на врата, знаете што нешто, глава ме боли. Тоа е почеток рак фаза, значи тој се умира, тој не се преживува. Докторе, ма стискам ми груди. Промаја.
Вика, ама тај промоја може да ти удари на срце и да умреш, вика. Вика, докторе, имам ја еш еден друг проблем. Шо? Вика, многу ми е мал. Ај, искаче, ти си мртав човек. И овој цел разочаран, гледа доктор оптимист. Ај, вика, да пробам да улегнам. Улаза, вика, докторе, боли ме глава, умор, не спање, ке одмориш, едно аналгинче ке спиеш, ке ти помине. Вика, докторе, ма плуќето и груди, не е срце, промоја, ама не е страшно. Дан, два ке те стезе и ке ти помине. Докторе, и многу ми е мал, вика. Не, бе. Ај, вика, смокни гаќе, висмоца гаќе. Ај, оди натаму, оди. Оди наваму, оди. Мал, ама знаеш колко добро ти стои? Вика, мојо вика на фато, вид bona как je on. Pa šta bolan kak je, malen? I kaže, jes malen, kaže, ali tehničar. Ma džaba moja bolan, ide inženjer džaba kad je mali. Ma te se steši, ave, jako trbu malo šiše stoje oko nego, staj, dite. Ima sak jedan je malo socrealistički. Ide mujo na rabotu i dvije modrici ispod oka pitaju ga, Jarani, gdje si tu ne strado, bolan? Ma kaže, na partijskom sastanku. Aj, bolan, nebe na partijski sastanak, kaže, sad ono jedno umlje, dižite svi ruku, glasite svi isto. Ma sjedi, bolan, da ti ispričam polako. Doba letnje, razumiješ, nosi se tanke haljine, sjedim ja ovde, lijevo od mene moj Jaran Juso, a ispred drugarica Azra. Ona ti je aktivistkinju, ovaj SSRN je socijalistički savez, razumiješ. E sad, ustane drugarica Azra da diskutira po tačkom 2. I veli, znaš, onako kako je pozamašno u zadnicu, veli, i gust se uštinula haljinu. Ja vidim da to nije lijepo, nije estetski, razumiješ, povučem haljinu natrag, kad meni drugarica Azra ovako na opačke opiši. Kad čeka ovo, kaže, ova druga moć, polako volam pričati, polako. Sjedim ja ovako, razumiješ, pratim radnu fabule, kaže, lijevo, Jaran Juso, ustane sad drugarica Azra da diskutira, ali pod tačkom razno. I veli da izmiješ, gust se opet uštinula haljinu. Ja sjedim, držim ovako ruke, uzeo Juso, povuče haljinu, a ja znam da to drugarica Azra ne voli, pa vratim na kraj. Dve modri ruke. Ima. Evo je ratni. Mirno nebo nad Bosnom, lete američki avioni, Srbi ko Srbi šišnu im raketu i pogodio jedan avion. Ovi katapultiraju se pa do brane i spadnu, ali na muslimansku teritoriju. I uhvati neki lokalni buljbakše, postroji, kaže, streljaj sve redom. Kaže, we are American. Ma jebo American, kaže, ništa nam ne pomožete sarađivati sa četnicima, streljaj bolan sve redom. I jedan kaže, šta ti ne streljati mene? Šta kažeš, jebe, šta te ne streljamo, šta ti fali? Kaže, ja, Tarzan, imamo mi Tarzan ugosti koliko voliš. Stan, kaže, ja znati kako životinja pričati. Šta kažeš, Jarane, šta znaš šta umeš? Kaže, kako životinja pričati. U to vreme zala je pas. Reci šta kaže pas. Pas reći, gazda ne biti dobar, terati iz kuća, ne davati hrana, šutirati, pas nezadovoljno. Kaže, čiji je pas? Javio se neko iz Gomleka moj. Je li istina? Kaže, jes bolan, istina od riječi do riječi, nije mi za služiti načas, kaže, ali tako. Zamljuče mačka. A reci šta kaže mačka. Mačka reći, gazdarica biti dobra, čuvati, negovati, kupati, mačka zadovoljna. Čije moje? Je li istina? Jes pa od riječi do riječi. Zamekeće kosa kad ovo je tamo. Jarane, Tarzane, ništa ne vjeru, laži sve kurva pička. Ja znam, kad otišao doktor, ginekolog, i sad, ne od tvoju branšu, ama doktore, u neko je romsko malo. Znači, i otišao i сега, поминува година, дана две, почињам ново да се раѓа бели деца. И се иде доктор и вика, собрало се ромско мало, кега тепа доктора, готово, крај. Бели деца многу. И се теште глава, вика, чекайте, ја киду ќе разговарам да нема проблеми, вика, тоа е моја работа. Иде он тамо и вика, слушај докторе, вика, се е убаво, сви су задоволни од тебе, ама мајку му, многу бели деца се раѓа, вика, од како додети. И вика, бе, кој млад доктор, вика, како да ти објаснам, тоа е генетика, вика, генетика. Што е тој? Како да ти објаснам, вика? Вика, прост пример. Гледаш ги оние бели овце онамо? Вика, гледам ги. Ама има и црна овца, нели? И овој пред да му каже, докторе, ја ке ќуту за деца, ти ќути за овце. UNDP паре одваја и у
у населje pravi toaleti, kupatile i tako, i сега ne bi bili oni Amerikanci, CNN i ostalo da ne, odmah intervju i vika, kako se sad osjećate pošto smo napravili kupatile i toaleti? On, pravo da ti kažem, kume, sad se više ne osjećamo. A kad počela doktora, čeka dvojica kude urologa na pregled. I jedan muca. I prašuje ga drugoga čovjeka pred njega, vika, što ti na pregledu? Pa vika, sa prostatu imam ovaj problem. I što je, pa to je prostata. Ne znaje što je prostata, vika, pa taj žljezna svi što go imamo posle 50 godine rasna, pa neka ti rak zajebe stvarno. Ama čekaj ti, mi kažeš, to muku imaš. I on, ko sad da ti objasnim? Абе, ја мочам како ти се збориш. Има човек иде да купи папагала, ама доткаја човек и се вика добар дан, колко паре. И ја вика, зависи, вика, овој вика збори, овој не збори, овој шарен, овој плав. Овој што збори? И ја вика 150, много. И папагал вика, што бе много, збору болje од тебе. Anegdote, ja njih pričam. Jedna ide na moj konto sa ženu na gornju stranu, na kuću, znaš, pa si maj mesec, pa si ruže nešto. Čepkamo čega u komara, da. O, tamo Slonče, naš kućni prijatelj, ide. Pozdrav za Slona. Mice, Tano, čas. Što be, Slonče? A da je kući mi diplomiralo. A bi u Sveti Nikoli. A bi ne zajebavi na kinološku izložbu, kad sek beše. Imaš je Labradora, Agorga, i kaže, zašto ljubavi? Pojma ne. I vika, kuće mi diplomiralo, ne be, vika, na kinološku izložbu prvo mjesto osvrlo. Vika, mi? I sad vika, bizniske pravo. Vikam, odgajivačnicu da ne praviš. Ne be, seksi biznis. Bre, vikam, normalan čovjek sa skučinja seksi biznis. A, da lijevo, pa psihijatri. Vika, jedno parenje sa svojoj kući, sa svoj diplomu, 100 evra košta. I ja ženu u sitni rebrava koja klekne, Cuco, gledaš mori pizdati materna, 100 evra, jedan put vikama, ja tebe cijel život te servisiram besplatno. I ponik dala koji glavu da pozminja. Mužu, pa vika, to je bre za unije rasni kućinja, a za selski obični džukeli uvek je bilo besplatno. A svega, još drugi. A kako? Zato je ova emisija, se nasmijevo. Naš kmeci beše mnogo me reklijena pevaljke i ostalo, a ja, znaš, deka u Titograd beše, pa Split, pa Banja Luka, pa Zagreb, pa... Zato je gunač na i tu temu, da. I svega, ja u Split i doađa pevaljka, popularna, dosta, tako je. I sa skmeta posle, kada završi pevanje, a ali vi, gradonačelniče, poznajete ove doktora Dudušku? Pa znam ga, vika. Da. Znaju, tu smo generaciju, znajemo se odljaka. Ajme, kako nam je lipo bilo, a kako smo uživali, kako smo se lipo družili i ostalo. I dobro, idemo pričati tamo. I jedan put, oni ja si leše, pa to je da. kvazi desničari. I jedan put idemo u komitet sa spokojnoga Daceta Torbeša. A on pa sa cica je Batko se su oni dvojica, da. Su oni dvojica. I ulazamo mi i posle cic dolaze, tako je malko naljuljan, da. Kmet. I dalje. Dudučki, ja na tebe ne možda ti oprostim put tišina. Ti si go opalija iz oldu, a ja nesam. Vikam, a i nesam majke mi. Vikam, i šta ćete, poštovani kolega, vi se bavite čipkom, a ja mozgom. I ta uvijek anegdota ali dobro, cice se ljudi. Da, ne se ljudi, ne, realno, bez razliku na partiju cice legenda gradskih, sigurno ќе doјde. Mirko Zafirovski го беше ставio u knjigu некој тие. Ja, neka помине овие избори, пошто не сакам да се карактеризира политичка емисија, Циц ќе дојде како урбана кумановска легенда, сигурно ќе ми биде гост. Има много што. Ја имам едну догодоштину со њега, ми на работу и нели на Читепе
горе. Да, Седиме таму. И сега, еве така поздрави другара Колет од Бониер. Значи да, и они ли се кумови кумашинци. Ја беше едно време дриличар. И сега нели доаѓа и му вика, еве, куме, кумашине, да се повозиме малце. А дојдеше еден наш другар, отец Зец Деа. И сега, викам, знаете ли го не виц, попкат го испраќаја жена му на аеродром и авион се диза нагоре. И како се диза нагоре, попика, земи го Боже, сак ти е најблиско. И кол му вика, ајде си се сева, не се озуна, ти кажу ли се такви вици? Они се добри. Западнале у некој неволју и ранче овие сви кукави осум. Што се плашите бе? Има решение. Па како бе има решение? Аби Господ ќе ни помогне. Како ќе ни помогне? Па не знам на вас, ами неки ми помогне сигурно. Како вика на тебе ќе ти помогне? Па ми смо се Господа род бе. Како вика? Па ти знаеш, ја имаше жена Атич, а он имаше сестру овој Нермин. Нюма Господ си го зема, ја си го зема Атише, па джанаци смо. Улаза ѓавол у цркву. И си, знаеш, рипа бега фидока. Вика, ти нели се плашиш вика од ѓавола? Што да се плашиш, ја сестру му го зема. Иде жена куде попа да се исповеди, а поп пред пензија, стар поп. И вика, оче да се исповеди, кажи чедо Боже, Господ е голем, ќе опрости сви грехови тамо. Но вика, незгодно ми овој нека искочи овој Младо попчето е, да. Како вика да искочи тој колега, ја још колку јутре ќе иду пензија, вика, он ќе вие тој духовник и остало, нема што исто, а ја он. Вика, дедо попе, тако вика, 3 месеца после венчање ја ga превари мужа. Он гледа, врти оној читап, 3 месеца преварила мужа, 5 кила зетинке донесеш и 20 пут оче наш ке кажеш. Вика, ама, дедо попе, вика, и још еден греј имам, ама не може да го кажу пред вас двојцу. Кажи чедо Боже слободно. Вика, после 6 месеца слушнала сам дека стерео секс било многу убаво и он, што е тој стерео? Па тако е, вика, с двојица. Туго, богохулиен овој. Него Господ е голем, ке прости, вика, ке донесеш 10 кила зетин и 30 пута оче наш, ке кажеш. Ама дедо попе, ја још еден греј имам, вика. Па што бре, чедо Боже? Па не згодно право. Кажи, слободно. Па вика, ја такој наредниот месец после тие стерео, вика, пуши. И он гледа оној читап, гледа, пушење, нема нигде. И вика на овога младога, колега, на оној снајко прошли пут за пушење, колку го дадесмо? 50 евра мајко во ево одрадиш. Некој стар поп и младо попче. И сега, како проваѓа време, овој стар поп му вика, слушај, ти ке мора да научиш, вика, ја може ке оддъпну краци, вика, толку ке. Поминало месец, но стварно умреа поп. И сега овој младо попче наследуе и било цело село знамо, само поп не знае. Кад ги изневери жена, дојде куде попате, до попе ја се ли зна, ако може да ми исповедаш, и ој, добро, зима, снег, не знала се жена, Боже мој, исповеда го еден пут, исповеда го друг пут, па треќу, и вика, мора да иду куде градоначалника да преземе нешто, пошто не бива, вика, гледај што е. Вика, бе, градоначалниче, вика, да деду куде тебе, јас да сам млад, поп, вика, ама, вика, испокршива, вика, самале жене, неколку ми дојдева, вика, ли знале си, ве градоначалник, смее се, он знае што е финта, смеј се, жене ти самале 3 пути се ли зна. Овај не, вика, истина ли или анекдота? Анекдота, да нагласимо што е за лизгање. Се завга тутано овие од Кумани. И доаѓа овие хумористи, они са глумци аматери, исто како Кумани. Чеда Мотка, он како Гидра Бојанич, тако беше. И Чеда Апсанџија. Директор на затвор, и се сак све рахметли на оној свет, ама прекрасни другари. И Чеда Апсанџија пие само мали скопјанчик, една гајбичка му е доста. Мерка. А Чеда Мотка земаја овој ракију, вакој, и
Апсанджиеве, мајки ти ga ne bijem. Тој ги е ко добар дан. Да, тоа е. Че ми сипеш ли од ову мученицу на гроб кад ќе оддъпнем папци? Ќе ти сипем бемотке за кое не ќе ти сипем. Само мора прво кроз бубрези го пропусти. И ги го сипува зему. Од Црногору, тамо ми е ще роđена јада. А сега е у Пловдив, муж пола бугарин, пола македонец, но пика ми дедо, какъв съм сега? Светски човек си, чешко. Европеец, сега си европеец. Све се мешало. И доаѓам ја, поручник, брат, началник на санитет, тамо подполковнички положи. Поимеше, да. Ама, дружејке се тамо, па ги научи, јели, оли Бјело Павлич, Куч, Пипер, Васович, Цикотич. Тие. Па две реченице да каже. Готово, крај. И сада шеди ради сам онако ујутру, пије кафу и са черком дошло из Njemačke на привремени рад. И ми лази неки клинаc и вели, о, види ga Mil, tetkin koliki je narasta, dođe od da ga tetka izljubi. Te ona grli ljubi onog sinovca. Otvara torbu da mu da poklon neki, ama poklon je podelila već i vadi pa mu daje eura. Da. I gleda, otvara ona torbu, gleda, radi se nešto ovako duguljasto zapakovano. Što ti ovo, čeri Branka? A pusti oca, neka ženska rabota tamo. Ali ti od svog oca skrivate vetinjo jedna. A ne mo, tata, što si zapeo, veli, pa to nije priča s muškinja, a pogotovo ne s ocom. Od svog oca skrivati. Ali su ta luda vremena došla. Ajde, tata, kad si navro, da ti pravo rečem, tamo ti u Njemačku muškarci nijesu nikakvi kao vi naši domaći Crnogorci, veli, te što ćemo mi jadne kukavne, moramo se nekako snalaziti, te kupimo ovo čudo od plastike i to nam zamenjuje muža. Gleda on ovako, svetoga mi Vasilija Ostroškog, evo da sam juče umra, ne bi iđe na svijetu, zna da ovo čudo postoji. Uključi, ono poče da zvrnda, poče da bruji, šolje kafe stoje, da sedi on ovako, gleda, nalazi komšija, bro, jutro Radisove, što činiš, čoče? I on, evo samo jebem, pijem kafu sa zetom. Ја тачно сам знае дека нема утка во емисију, значи дека има да биде смејање, како што беше и у најаво. Сакаш еш нешто да те прашам, докторе? Малце стручно објаснување околу овие данашни болести кои млади деца со тие пороци, со фејсбуци, со све, знам дека све е порок, знам дека е све и наука, ама од твој стручно фейл, од твој браншо, како би ga тој малце дефинирае? Затоа зашто гледаме дека малце општество не иде у криви правец. Па, у јару кад настануе алиенација, го викамо ми у струку, у науку, или отуѓење на нашински кажано, отуѓи се човек од човека, брат од брата, род од рода. Човек се отуѓи од природу, отуѓи се од есенција, од суштинско на негово постојање на људско, отуѓи се од етника, отуѓи се од час, од образ, од фамилију. И тој посвемашно отуѓење, само е, Хрвати вика, поспешено, социјални мреже, овие справице, зврцала. Нажалост ги излоупотребljavamo многу, поготово млади, и губи се прав систем на вредности. Губи се основни два темеља на една здрава личност, а тоа е етика и естетика. Етички образовано дете, образован млад човек ќе биде етички образован граѓанин, утре ќе биде етички образован родител, баба, дедо, па тој своје етички вредности ќе ги угради у будуќи генерации. Естетика не е само дали е Мерлин Моро убава или Моника Белучи дали убава или дали е, што ја знам, згодан Ричард Гир. Така. На кога кад беше победник. Ти личиш и данас. Се нормално. Важно не е толку рутен, доктор. Естетика е култура на живење. Естетика е сродено се с природа, очување на околину, енвироментални фактори, како ги викаме ми у струку. Тие два основни постулати, штом се изгубили, више губи се образ, час, достојанство, поштовање. Па, нажалост, курве ги викамо старлете, викамо ги инфлуенсерке, викамо некои кои се разголетиле с пола силикон
по тело, а без грам памет. Идиоти, глупаци ги викамо, аналитичари. Да, аналитичари викамо, а две реченице не знаев да склопи. И све тој, пошто мејнстрим е такав, пошто мас медии има страшан утицај на луѓе што не знаат да мисли со своју главу, него вика, па такој веќина мисли. Дали тоа е намерно заглупување на рају на народ? Апсолутно, još малко ќе дојде време, па ќе треба да укуца порано, викаше југословенски ауто кога се произведува, па вика на кој се штулува вентили, а сак вика бензин се сипа туј. Ја мислам дека имаше упутства, јас сам некој средњу генерација, на средина од мој зацртани 90 години. Да, дека порано имаше, еве ти можеш да потврдиш дека порано имаше упутство како на пат да направиш ремонт на фиќо. Значи треба со тие два клуча, тој сет клучеви, со ментално ти можеш да направиш на пат ремонт да му направиш на фиќо. Значи сега што викаш буквално стиснете туј да се запали светло. Ја причам едну анегдоту. На куле кров поставljamo, косе овако кров, без скеле. Па вика како може инженери, вика како може без скеле. Викам, ај, размислите како се пирамиде правени. Викам, само ми е обрнуто однутра. Да, да. И на сина викам, он беше гимназијалец, треќу, четврту годину. Викам, синко, ај прорачунај, колку ќе ни треба изолациони материјал, имаше некој фолија се ставја, да, тие што диши, да. И он паќа се за телефон. Викам, не знаеш површину на конус да израчунаш? Одби R на квадрат пи, пошто доле на подплочак е, одби R на квадрат пи, осталок едно. И он, да ти кажу ја, да ти решу сега извод лимес интеграл функцију, хемиску равенку, Бернулиеву равенку. Вика, тато, ајде ти дојде у гимназија кod нас, па одржи некој предавање од твој струко, така, вика, потребно ги е тамо на деца. И прашај, кога год доќеш од гимназију, он беше такој осреден ученик, вика, прашај, кога год доќеш одликаш. Ако еден знае формулу на овој, вика, ја те часто пакет пиво, вика, а ако не знае, ти пакет сок. Пакет сок. И гледам, чудо се, па не веруju. Зборимо нешто за музика, он вика, диригент, композитор Леонид Берштајн. Какав Леонид, синко, Леонард и он. Ајде се кладимо се на njega, што се падим на бас, како вика бугари. Ајде, вика, отвара книгу, старно Леонид Берштајн. А ми па плочи имamo и ден денеска и чумо 300-400, кој знае, од класик, од Силване до Ниване. Да, од Силване до Ниване. И гледаме, ај пушти го, а он по први пут видуе грамофон. Ми го има смо стар си, грамофон по први. Ај пушти, викам ново, ај погледни ново, ти се пишу или Леонид или Леонард. Кој ги пишува тие книги? Има ли рецензија? Свака ај го дава копи-пест. Порос имаше завод за издавање уджбеника. Рецензенти. Па од целу Југославија учиме од исти книги. Ми од медицински факултет од Скопје равна смо се по теоретско знање, можда не по практично толку. Равна смо се с колеги од Белград, од Загреб, од Љубљану, од Сараево, равна смо се. И тој го погажал смо тамо у санитетско официрску школу на време. Ја беше треќи у класу, 300 и кусор доктор, не сам кој знае колку учија. Меѓутим, има смо солидносно. Сега кад гледам колеги што пишуја, па и специјалисти млади, јас се крсту с леву руку, па и с леву ногу и викам, децо, где сте ви учили медицина? Да. Страшно нешто. Значи, извито перен систем на вредност. Све дотле, док не настане, кад ќе настане промена у свет? Кад настане промена индивидуално у главу. Ама дали не мисли дека една индивидуа не може да смени се? И сега, ама скупот индивидуе ќе промени. Да, а некој мора да скупот будале го негира тој индивиду. Вика, никад немој да негираш или понижиш гомилу будала. Кога нима е квантитет. Да. Значи, тоа е све јасно. Сега, драстично мора да се менја. Ми имамо министрицу за културу, која е жена патолог. Мислим да е солиден патолог. Да. Патолози прави обдукције, гледа под микроскоп, тој е делатност кој моја што е у мој историја. Ми имамо министра за здравство кој е информатичар. У здравство се разуме комарица, укриви краставац. Да. И сие се други ствари. Ама и тој... Девојчица, 19 години,
малко силиконче, малко напумпани уста, малко операција на нос, саветник. Што ќе саветуете градоначалника, што ќе саветуете премиера или председника, кад појма немате од ја тој кажа, значи, дали се нешто, не знам, све е тој контра се дешава цело време и 30 години се стављаат погрешни луѓе на погрешни функции. Само зашто ја и доктор сме блиски, еве се ќе му биде помошник на доктора, наш човек, сега ќе ставиме, еве тој се дешава и куда нас. Сега има една нова форма, значи нова форма, еве 10 години уназад, нели кажамо да не зазимамо политичку страна, 10 години уназад. Тој су професионалци, доктор. Тој су дечки што не ги бива врата да отвори и да ти каже, не знае добар дан да ти каже, ама затоа зашто е близак на овој или на оној политичку опција, на вога или на онога доктора, премиера, началника, било што, он се поставља на функција каде што не може да одговори на тоа што се тражи. И сега, нормално доаѓа промена, он прави... Здраво, докторе? Па јас сум... Не, врско немам јас со тој политичку партија, јас сум професионалец, дури они мене ме мрзе сва. И сега... само го окрене капу на едну страну, петокрака на другу кокарда, или у... И сега, например, прави десничари и прави левичари, не е битно дали социјалдемократи, дали било, ВМРО, страдав од тие такви професионалци. Оние нарочито, ја ги викам, професионални македонци, професионални патриоти, професионални политиканти. Да. А екстремно све тоа е, французи вика села мем шос. Истика. Затоа зашто... Добро, било како, ја ипак верую у оној што е атеиста сам, меѓутим, верую у људски разум, верую у доброто људско, верую у креативност, верую у стваралаштво. На крају крајот свет тоа покажува. Колко год е он деструктивен, па најконструктивна страна победи. Не е он уништен. А деструкција настанува, често ме пријатели питав, што е клучни проблем на овој свет? Неразумност. Апсолутно неразумност. И немање емпатија више. Да, меѓутим тај неразумност е последица на конзумеризам, у политику, на клиентелизам, на наведната глава сабја не сече. Ама таквата глава никога сонце не видела, што ќе кажем овај. Значи, буквално и у тој сферу треба да тражиме нешто што е дебела социјална патологија и нормално луѓе с ум, дух, слободно мислечи, треба сви тие будалаштини да ги смевав. Вика, ама вие ја исмевате председателка на државата. Не видите ли да е жена дементна, побогу, мајко мила. Под кај знаеш ти ова? Па не, јас се бавим цвеќарство, не бавим се мозга. Добре, гледамо, треба ли да си стручак па да видиш дека Бајден изгубено време у простор? Треба ли да си стручак дека видиш пијан дуре Јелцин? Пијан, Треба ли да видиш дека тие порано не ги памтите Јури Андропов, Константин Черњенко, па и овие беа све тешки болесници, ја пишуеш едно параноја мунди, едно у булевар, чини ми се објави го или негде другде. Зоран Божиновски, још укумано многу години има, баш за тој феномен пишуеше. Тешко болни луѓе кои се на власт и моќ. А зашто бирав ли се намерно за да може да се манипулира, да се управља с нима? Зашто, например, јас сакам да биду председател на држава и да стану не био. Не може да биду, него еве ќе најду некога за да биде ја да не биду. Тој ми е несватливо. Код едни луѓе постои намера да ги одбере, пошто они се марионети и ќе игра по ноти, како ги кажав, и веќина се октроирани, наметнути, као што е сега председник на ВМРО, како што се овие разни председници, а они бирав луѓе кои немав интегритет, лични, кои се со тънки интелектуални, плитки интелектуални и морални и било кои други способности и вредности и нема критериум да каже, чекај бре, па ја не може да биду председател на држава, па ја не знам ни еден страни јазик, па ја не знам 3 реченице да склопу, ама нема критички ум. Да, ама тој се дешава у си сфере. Еве, пример, стаљав некога, зимам прост пример, не мора да е у полиција, не мора да е, стаљав началника, командира, директор на одделение или било што.
каде што он пати за да биде тој, а не уствари дека нешто да се подобри од држава. Мислам дека за тој народ бега и дале бега тој. Ама никој не може да каже само критични збори. Чекай бе, за тоа не сум способен. Замисли да ми каже некој, Дудучки, абе ти си наше дете, интелигентен си, остало, радник си, вреда, ќе ми комплименти, ќе ми сипа воду испод ноге, да бидеш директор на Шамници. А јас за тој туп колку чуски. Како бре да немаш критично? Чекай бре, не може. Не може бре прво радно место премиер, не може бре правник, началник или директор или било што да. Министар, човече Божи, па завршија право, па министар за здравство, па министар за образование. А мам бре децо за свеливе бива мајко му. Експертутки опче пракси. Да. И мислам дека тоа е еден поширок проблем што ми како држава не успеаме да го надминемо, него е увек ајде сега ќе дојде овој, па сега ќе дојде оној. И знаеш, место да се направи некоја промена, продолжува се таа проста пракса, како да го кажам. Тоа е прво негативна селекција. Да. И ја тој чисто од стручни аспект ја дефинира кудена што е главна болест од друштво. Ја го викам тој мама синдром. Неколку пута сум го кажа, тоа е акроним од малигни, архетипски, македонски, мазохистички аутодеструктивизам. Звучи сложено, роговатно, меѓутоа нарочно за нас полицајци. Стварно е малигно. Да. Стварно е малигно, деструктивно за друштво. Стварно архетипски. Откако е света и века, чорба македонче. Така. Стварно е македонски. Спецификум за нас. Стварно е мазохистички, ми како да уживаме сите да не малтретира. Сви обесправни. Ако ќе видиш тема на оној свет, се смо ми Калимеро. Ама и како да дозволуваме да не малтретира некој? Општо тоа е архетип, тоа е у геном, колективни геном остало. И аутодеструктивизам ми на себе смо, нажалост, највеќе непријатели. Да. Не мрзим ни бугари, ни срби, ни албанци, ни хрвати, сами себе. Ми од домаќи битанги не. Плячкам се. Тој сакаше да каже лоповлук нас не ни га увезија овој она или срби, бугари, хрвати, босанци. Лоповлук си е домашен. Вика можда вика странци су ни посматрачи, ама смо го усавршиле. Значи не може воду да ни носи. Ти знаеш за политичара кад јавља се доктор, жена која доктор вика докторе, знаете што вика дете ми глутна 5 денара, вика, ништо не е, вика, и седе ми 5 денара, ништо не е, наш градоначелник глутна 5 милиона, па е така жив и здрав. Не, и вице високо за нима интереси доста. Апропо, иде Врањанец у Београд и од железничку станицу, Балканском улицом горе, качуе се, искача на Теразиску чесму и сретнуе го Брнабич. Вика, момак, извини, куде е овден капетан Мишино здание? Тоа е у Кнеза Милош. Позната града. Мислам, јас за тебе, момак, бре, мајмуни један. И он, извини бе, бато, не сам знае дека си женен. А ти знаеш кад баба отишла с унуче у Србија да га шета. Ама унуче, косичка мушко вржало косу и, знаеш, иде нека гледа у позадин, однапред у позади га гледа и сега, ама баба Кумановка. И иде сега и како да вика, бакице, баш ти е лепа ова цурица. Nije цурица, бе, цурак е. А има Ивици маестро Драгел, кој изгради плочкар. Да. И секса се со женом у станику, ама никако да доживи оргазам. И овај љут на тоа станике да моја мајко и на тебе ли башна никога не ти текуе. Ти имам ја еден многу јак. Ај овој да не го забравам. Иде он у Немачку, плочкар и работи на Бауштел. Вика, абре другари, вам женски не има. И вика, колку сакаш. Немачку ли да. Па ја вика ниедну не видо. Па како ќе видиш, вика, вамо на Бауштел на градилиште, ќе се отидеш таму, пуф, јавно, куќу. Што Марче ќе вика. Иде он, като лаза тамо, пада му се црнкиња, некоја плаќа он. Ајде, вика, се облече се, она расшири ноге, расшири, овај, расшири она, и он бленева кој њума, и она, ајде, вика, фике, цалензи, кај не цајтите, он, нема риснајке, ја не сам по тој час,
Јас сам мајстор Драđe, плочкара Драјко из Граđетики, само да виду на црни плочки розе фуге како личи. Идем у уметничку галерија, идем и сега тамо тој човек, нели уметник, објаснува ги слики и сега некој доаѓа и вика, ова слика што представља? На слику жена гола, гол муж, спална соба, отворени врата, завеса, куде се ландара, сето е на слику. И вика, како ово име уствари на овој слику? А вика, на овој слику име е Стојано Куманова. Како вика Стојано Куманова? Вика, па тако е, вика. Што е ово? Вика, ова е спална соба, вика. А ова е жена, вика, па тоа е жена му на Стојана. А вика, овој гол муж, ваljda е Стојан, не, тој е комшија. А Стојан куде е? Па Стојано Куманова. Иде сега фата на работу и она мудрици испод око. И ова питај ја ранице, где сте bona настрадала? Каже, ма пусти, матка, ја од француског секса. Ова bona што, па сви ми то радим, па ништа, каже, ником ништа не фали, свима лиепо. Ма седи, bona, ти испричам. Долазите мој муж из француски, каже, фато bona јебот ја матер, ка ти живиш ко задња примитивна балканка. Што е bona, што им фали? Најболја женско махали, што им фали? Šta ти фали, јел? Па знаеш ти šta француски не ради женска глава? Šta je bola? Pa puši, pa se sve u 16 dni. Moja volam, bolje moraš me ubiti, kaže, ali ja to ne merem raditi. Šta da te ubijem? Pa ja u hapsani, a ti tamo sa seljacima tvojim da se krišeš. Nema teorije. Ostavljam te, kaže, hoću ja, jedan je život, hoću ja da uživam. I vidim ja, Jarance, odnio šeitan šalubone, šta ću, kako ću, sagnem se, uzmem staru ruke u svoje ruke i radim. Po neko vrijeme, kad je trebalo da mu bude najljepše, ja trebalo da kažem Honolulu, a ja se zajebala pa rekla Zanzibar. Иде човек некој, нели ја наши што иде по Афганистан потамо и сега вика, слушај, вика, брат, ја вика, мој жена вика, не може да го најду, вика, него вози у стриптиз бар, вика, на таксисту му, вика, иду тамо, вика, у јавну куќу. Иду јавну куќу, кад гледа го жена тамо. И вика, брат, еве ти 100 евра, вика, молу те, вика, доведи го жену ми овдека, да не улазам ја тамо. Таксиста вика, нема проблем, иде таксиста, улаза, нема за 5 минута влече некој жену за косо тамо, влече го. И вика, бе, другара, овој не е моја жена, ово е моја, сак иду по твој. Славив 30 годишница од брак и жена, вика, мужу, одлучила sam, вика, сак, и јас сам малко модерна, savremen, одлучила sam, вика, овај вечер да те почасту sa 7 стриптиз тамо. Ама... Поново како што треба, да. Ulaza on, kad svi, Pero, šta je, Pero bravar. I žena, otkude te, vika, portir zna, vika, zdravo Pero, kude si, odavno nisi došao. Vika, a mori, pa nika, on honorarno ti raboti kod nas u fabriku, on je varioc, vika, honorarno ti raboti, o tu ne zna. Ide on tamo, striptizeta, Pero, zdravo, ostalo, uživaj večer. I on, kude te zna? Mori, pa ona ne doga našega kolegu, švalerka moja, pa mi smo sedeli, tako pa tu ih znam. I ona se oblača se, vika, ko je zek, vika, hrabar, sa zubi da mi gi otkopča gaćice, da gi razvršen, ili tako. I svi, Pero, ovaj ljutak i brit, stanuje, ide si, vika, taksi, sednuje on u taksi i ovaj taksista. Pero, a već sve vika, sa dobri ženski si se vraćan, otkud je ne ide bre u groblju. Ти знаеш, Рамче и Фата иде у кафану и сега нешто, Рамче се покажува, вика, и кад гледа Рамче едно време у женско веце. Ја, што правиш бе ти, Рамче? Вика, па, мори, вика, улегна, тражу нешто ситно. Добро, секи улегнем ја у женско, у мушко да најдем нешто крупно. Морам да ти ја кажа, треба легендар. Вика, било забрането ува затворови. И Рамче и Фата решиле да шверцуват творови. Код на границу, царина, контрола строга, што да ти кажам. И вика,
Фата му вика на Рамчето, Рамче, што да правиме со мој твор сега? Како можеш да прави? Стај го уште одвари. Не може бе, многу смрди. Ако му е, нека умре. Рамче го гради Рамиз, вика, дострабли Рамизе, каже, пуши стално, каже, по 2 пакле швајцуеш ги, каже, труе себе, труеш децу, труеш мене. Па што да радим, бре, Ранче, ја тако навикла. Што да радиш, мајке, ти да набием цигански, па да пушиш ону ствари, она. А где да наđem 20 комата дневно? А Рамче паметам, па вика, Рамизе, але може 1 комата 20 пута. Ти знаеш, докторе у авион, вози се и сега, знаеш, пилоти пуштено, тој вика, слушај, вика, брат, сега, и путници слушав. Вика, сек прво ќе се наедеме убаво, значи кад ќе летнемо на 10.000 метра, вика, имамо 4,5 сата пут. Ќе се наедеме убаво, значи, па после ќе фатимо, ќе се изредимо, вика, на стуердесу и овај брзо трчи да каже да угаси, знаеш, тој микрофон пада доле. И баба вика, полака, дете, кажава људи прво да едев. Иде мали Ибрица, овде долази, Sine Ibro, kako je bilo u školi? Pa kaže, super tata. Kaže, kako su ocjene? Kaže, sve 5. Ova njemu zviznu šamarču. Jesi našao mene lagat, papa ne jedan, a kec si srpskog? I on, pa pusti bolan babo, kaže, ja usmeno imam 5, a pismeno kad pisao neki domaći zadatak, kaže, i ja dobio jedinicu. Vadi teku, kaže, svesku i čita on. Mog Jarana još poznam tako što on kad je trešnje nikad ne pljuje košpice od trešanja i kad ja vidim u stolici košpice od trešanja, znam da je to moj Jaran Jusu i ne mere biti drugi, nema teorije. Kaže, a moj Jarancu Atiću poznam tako što on ima da izviniš neke glisice, neke parazite u stomaku i kad ja vidim po površini stolice prisustvo nake glisica, ja ti oma znam da je to moja Jaranica Atića, ne mere drugi biti da jebe mater svoju. Kaže, mog Dajđa je ujak, Rama, kaže, poznam tako što mi ovaj hemoroide šuljeve, razumiješ? I kad ja vidim tragova tamno crvene krvi po površini stolice, ja ti odmah znam da je to moj Dajđa, Ramo, nema šanse pogrešiti. Pa što spisao te gluposti, papa nije jedan? Kako gluposti, bolan babo? Učiteljica dala temu kako prepoznat prijatelju velikodušni. Evo ide. Ne, Sine Ibro kaže, kako je bilo u školi? Kaže, lijepo babo, kaže, no, mi učimo neku logiku, kaže, priča o nama, kaže, nastavnik, fiktivno, faktički, ja ništa nisam skonto. Kako bola nisi skonto? Fiktivno, kao, ajde, deder mi ti objasni, onako ponaški da ja to razumijem. Kaže, vidi, fiktivno to ti je ništa što nije real, ne postoji u realitetu, to je samo naša zamisao fikcije, razumiješ, u stvarnosti ne postoji to. To ti je fiktivno. A faktički ono što je suštanstveno, ono što postoji, ono što je realno, ono što se može vidjeti, opipat, što postoji tu. No, kaže, sad kada babo ništa nisam skonto, to nije skonto, glupane jedan. Ajde da ti ovako objasnim. Jesi ti sjećaš onog, a ratno vreme, kaže, jesi ti sjećaš onog Amera Rodnija, kaže, ono što je dolazio, onaj u Umprofor. Kaže, sjećam se, kako ne. Ja sad pitam, kaže, tvoju majku, Selima Bona, jesi ti kresnula sa onim Amerom Rodnijem za $5.000? Bi, bolan mujo, ja bi džaba, razumiješ, lijep, zgodan, kaže, onaj kapetan američki, tako, a pogotovo na ovu sirotinu, bi. Pitam ja tvoju sestru, kaže, moju šćer, kaže, a ti s tim ona kresnula sa onim Amerom Rodnim za $5.000? Bi, bolan babo, kako ne bi, kaže, ja bi da se udam za njega, da se ratosiljem ove bosanske sirotinje, da pobegnem iz ovog pakla. Kaže, pa sad, mi, fiktivno, u kući imamo $10.000, faktički 2 kurve. Докторе, драго ми беше што беше мој гост, ама пред да завршимо, имам некои поклони, подароци, како и да ја кажам, што би сакаја, мисло да ти ги дам на тебе.
ова една книгичка. Тој е концепт на овој емисија, значи да се фаворизирав не непознати автори, него деца што или луѓе што малце не може да ја дојавам простор. Значи Лара Денковиќ. А на наша куманка. Да, наша, со посвету за тебе. Значи, Фала лепо. посвета мисла дека е Да. добра мисла кажана, подобра здравје. Фино лепо. Да. И фин поклон за човека кој е љубител на книги. А имам и нешто друго од Шали се мојот. Лутовац вика, кад ќе го почнеш четврти шлепер книги? Да. Ово е исто една добра работа и мисля дека можеш да го отвориш, пошто карикатура Куманово, значи, може да отвориш слободно, отвори степај, скини како мислиш да отвориш, пошто е многу битно да го видиш момент и слик. Па ајде, Да. а што не могло? А што не би могло? Ма да поклон не се отвара пред поклонодавца, али добро. Не, ово е, да, ово е Ќе направиме исклучак. сега исклучак. Па, да, пошто мислам дека до сега е екстра, има и ќе ти текни на слику, пошто ова е слика, чека, Ви сте го кода ќе го Тоа е- дајте тоа е- у Австралију, се патувале од само. Ега, докторе. Слободно да скини, докторе, ту хартију. Добро. Слика ти е многу позната. Сек на жену ќе го конкурирам и она има ученици го направиле като отиде у пензија. Докторе, ово е. И слика е, кад ga почнува Вицу Шпиц, кад дојде прв пут каде тебе. Ова е тај слика. Аре, погориле. 102%. Фала лепо, прекрасан поклон. Да. И за дуго сеќање. Ми беше огромна част и задоволство што си ти мој И гост мене. и што, еве, овакви Ајде, подкасти ја ќе мислам биде још бољи. Што би ни ти препоручија за крај, мислам осим да се смееме и да се опуштимо, народ малце да се релаксира, еве, што би ни кажае ти за крај на емисија? Постои 5 фактори на среќу. И сви почињу на П. Породица, професија, пиќе, песме и жене. Докторе, фала пуно еше бут, видимо се у наредно прилика. Фала и на тебе на љубазен позив, да се видимо за добро. И поканети сте у еден друг амбиент да направиме Обавезно. едно пријатно вече с драги људи, а ми смо на среќу кумановци доста духовити, доста слободно мисличи, па помалку и револуционери, и тој дух и тој традицiju да го наставиме. Али овамо, не знам од кад ти грицкаш ногте или Стручно мислење. кад си. Фала еше по докторе. Фала лепо. Фала и на поклони и у некој другу прилику со слични теме Да. и може и да го проширимо Поширок состав, поширок состав, обавезно. Пошто ми се скуманиме сами си правиме овој, сами Да. си правиме овај. Општо, например, и муабет и за целу ситуацiju, например, и со тебе смо го правиле муабет, и со скоките кад го правесмо, нели, нема луѓе што го правесмо, концепт е дека на народ му фали смеање, првичен концепт беше Цобе Бува, Тони Михајловски, седимо у Корза, куде зајка и смејање на 2 сата се смееме ми без престан. Значи, и енциклопедија свите. И беше мовет, а да запалимо ми камере, па да се смее народ и на наши глупости, и тој беше цел мовет. Тако и настана, и тако еве гледаше кај дека ми ја лабал, колку момци снимамо сати? Сати 4 минути. Значи без тежина некоја, без замор, без... Да. Само да објасниш пред камеру зашто се бие каде njega прв пат. Па немам појма. Ради тој би. И ради тоа ми е те што. А иначе доктор е едини човек што сам дозволија на жена ми ноге да го дигне. Легално. Имаше ишјас. Да. Тоа е било легално, да. И те беше шоу, пошто јас с доктора сам дуги години пријатели, добар, и она нешто као изадило памет, мултиплекс склероза, не, доктор вика, дојди одма, вика. И јако доктор вика, легни туе, и вика, сега, викам, доктор ќе ти дигне ноге. Како ќе ми дигне ноге? Викам, сега ќе виш, доктор.
Па неуролошки преглед. Доктор дигна ноге за каква мултиплекс. Сакаш да ти напише документ, вика дека не е мултиплекс. Ја ти гарантирам, вика дека не е мултиплекс. Диагностичар И, или да, и он е бие едини што ја дигнае на жену ми ноге легално, што се му дозволи. Иста една анегдота.